Šar planina ima poveke vrvovi što se naođat na nadmorska visočina poголема od 2600 metri. Da nabrojime nekoj od njih. Bakardan so 2602 metre, Karabunar so 2704, Mal Turčen so 2702, Bristavec so 2675, potom Baba Asanica, Ceripašino, Tito vrh i drugi. Sekako najpoznat od njih je Tito vrh so 2747 metri. Ko novoj vrh na 3. juni godinava trgne jedna poголема grupa planinari, ljubitelji na rekreativното sportuvanje od planinarskite društva Peoni od Đorđe Petrov, Petete od Skopje i Matka isto tako od Skopje. Do Tito vrh može da se stigne ili preko Popova šapka ili preko Brezovica. Polesen od ovije prirodi je prviot, no zato i podolg. Posrtotna šar planina, da se pešači podolgo, da se drugaruva so okolnite vrvovi, za da se stigne do Tito vrh. Najprvin do Ceripašino, od kade što je pojdovnata točka na pešačenje. Gi iskoristisme ski liftovite što trgat od Popova šapka. Jedan od postarite planinari, dobar poznavač na vremenskata situacija na Popova šapka, ni sovetuvaše patuvanje tokon vrvot da go započneme rano v utrinskite časovi, s obrazloženje deka vrvovite na šar planina do pladninata se sončevi, a potoa vo popladnevnite časovi od denot vrne dožd ili sneg. Gi prifativme sovetite novoj dobar poznavač na planinata i ne se izlagavme. Imavme ubavo vreme i za pešačenje i za snimanje. Dolu najprvin Skopskata, a potoa i Pološkata kotlina, gi ostavivme napolno zeleni so rascuteni ovoški i so formirani prvi plodovi. Ovde, samo nekoliko kilometri od dalečenost od Tetovo i Skopje, kazime po sneg, koji najverojatno i docnavo letoto će go ima i na oddelni mesta. Planinarenje to секогаш ми представувало едно огромно задоволство. Се чувствувам просто среќен кога се качувам на овие врвови. Тоа просто не може да се објасни вака со зборови. Потребно е човек да се искачи на еден врв, па да го осети тоа задоволство што го пружа планинарењето. Мислам на планинарењето и као на еден спорт, и као на една рекреација. Планинарењето мислам дека во денешните услови му возможува на човекот ето тоа што оваа скучена градска средина го стеснува во тој простор на бетон. Мислам дека секој наш граѓанин, секој наш човек што секојдневно работи во тие канцеларии, во тие фабрики, чувствува потреба од излегување во природа. А планинарењето е тоа што мислам дека на современиот човек може да му пружи едно задоволство, може да му пружи можност за рекреација. А впрочем и други аспекти има тоа планирање, видите. Мислам дека на планини човек може да навикне на многу работи, може да научи нешто, например, може да научи да опстане во дивина. И мислам со еден збор дека планинарењето навистина влијае да се формира една комплетна личност во човекот. Мислам дека треба секој човек што без обзир дали е млад или стар, бидејќи планинарењето е за сите возрасти во споредба со другите спортови, каде што човек после одреден број на години више не може да со планинарење да се бави. Мислам дека секој човек чувствува стварна потреба од ваква една рекреација. Ова е Тито врв. Обележана е со цврста кула изградена со помош од членовите на планинарските друштва од Тетово. Многумина ни рекоа, а ние немавме причина да не им веруваме, дека ова е најмасовна посета на највисокиот врв на шар планина. Некој се обиде и да ги изброи. Вкупно 76 љубители на планината, од двата пола и со различна старосна граница. И сепак е тоа некое задоволство, некое олеснување,
празнење кога ќе го освоите врвот, кога ќе бидете негов другар, кога височините гледани од оздола ќе останат под вас. Докато се вративме од Титов врв, кој што е висок 2747 метра. Ми рекоа дека вие од групава сте најстариот планинар. Дали е тоа вистина? Веројатно. Јас колку гледам тука сум еден од најстарите. Имам 71, втора сум 72 години. Секако ова не ви е прв пат да сте биле на... О, не. Ја можам да кажам од детинство, благодарејќи на родителите, кои имаа такви разбирања да засакат природата и благодарејќи на нив станав јас така љубител на планините и моите деца, после јас као родител, гледам сега и моите внуци и така се развијат. Не изненадува ако се рече дека сите овие момчиња и девојчиња се качија на Титов врв. Заради тоа што се во години кога и лесно и брзо се освојуваат врвовите. Меѓутоа, со вашите години, како успеавте вие да се качите или поубаво речено, како го постигнавте тоа? Видите, сите работи може да се постигнат ако се негуват со своето време, нали, од начало. Така јас, например, редовно секоја недела, еднаш или два пати, ако никаде другше наводно, кондицијата си одржавам, си одиме и не осеќам никаков напор. Ако се каже умор, тоа е многу пријатен умор, не е она некој умор, мишичите се одморени дома кој ќе дојдам, не болат некоја, затоа што редовно тоа се практикува. Иначе оние севте од почетокот да ходат, веројатно првите денови ќе ги болат мишичите, но тоа не треба да ги забринува. Со време, неколку пати, мишичите више се навикнуваат и се стане тоа више нормално, као да оди порано, како ми кажеме на корзо, виде. Како ве служи здравјето? Кажува некој добар, ја би рекол одлично, знаете, одлично ме служи. Дали тоа може да биде последица на ова ваше Сигурно, тука нема. рекреирање? Ја да кажам, ја имам другари кои изостанале, кои не се бавиле со тоа, више се и заборавили. Тие се веќе со години отишле, напустиле. А ја не дека сум изванреден од некој гений, што ја знам роден, не, нормален човек, кој од масата, нали, али бавејќи се со вакви спорте, упорно, не би рекол не да тебе упорно, но редовно и се проаѓа во навика тоа, се проаѓа навика, без тоа, например, се осеќате баш непријатно, ако една недела пропустам да не искочам у природата, па така, неделата не е пријатна. Иначе, после тоа, прекрасна неделата, така активна е, многу полезна, резултати поголеми, поубави, нарочито сега како вие, младите, ви имате толку во раците,
разни управлявате со разни предпријатии, нали? И тука се проблеми големи. Ама тие проблеми многу полесно ќе ги решавате И со владување. ако се владувате, дака се. Дали тоа може да се дали може да се рече на крајот дека едно перманентно излегување во природата, во планината ќе резултира и долговечност? Да, то сигурно, знаете, ја не зборам од статистика, ја имам реален живот, знаете, многу мои другари, нали, Па кои тоа- со кои да. Па тоа нека биде и пораката до нашите Да. гледачи од вас. И би рекла уште една порака, нали, многу важно за вие младите родители кои имате деца така убаво негувани, богато облечени, уште тие навики да им стварите. Ако не им стварате, вие ќе стварате деца, како би рекол, неразвиени. Не можат они да бидат ни добри мајки, ни добри мажеви, нали? Благодарам. Драги гледачи, ви го представив најстариот планинар што се искачи на Титов врв. Еве го, со нас е и најмладиот планинар. Кажи ни како се викаш? Иванов Киро. Јованов Киро. Да. Колку години имаш? Имам 16 години. 16 години. Јованов Киро, прв пат ти е ова идење во планина? Ова ми е втор пат идеме во планина. Кај си бил друг пат? Прв пат бев во Љуботен, а втор пат е овде. На Љуботен беше со кого? На Љуботен бев со професорот Јован. Твоите другари и со професорот Јован. Сега, дали ја закаш планината? Па, секако. Па многу ја сакам планината, затоа што покрај во градовите што е така загаден воздух, тука прилики се пружа да се прочисти плуќа од тие загадености што се и поубава атмосфера од градот различно така. Во секој Многу случај, убаво се чувствувате. да, овде многу во убава планина. отколку во град. Дали прв пат сте во планина? Па не сум прв пат, повеќе пати идам вака Дали- често. Дали тоа значи дека и во иднина ќе идеш? Да, тоа секако. Многу ја обожавам планината. Сакам да сум на планина, особено со друштво, извиници и планинари се исто. И сакам и на летовање и зимување такви работи да идам на планинарење. Денеска дали доживеа нешто особено на Титов? Па, особено кога идавме нагоре, кога излеговме малце од колоната и кај Глечерското езеро, Глечерот, кога загазивме. Малце беше опасно, но сепак интересно, што не се доживува секогаш. И интересно за мене така една случка, интересна многу. Шар планина е прошарена со снег. Иако е, како што веќе рековме, 3 јуни, не сака да го изневери непознатиот кумта да изгледа килимасто цветно зелена. Со оази на снег на повеќе места, им прави незаборавно задоволство на група момчиња за последен пат во оваа година да уживаат во наметите од снег и по него да се лизгаат. Поточиња во ова време на Шар планина има безброј. Тоа и не се вистински извори. Се работи за снегарници, води што настануваат од топењето на снегот. Практично во секое долче ги сретнуваме обколени со жолти цветови. Убавиот амбиент на планината го надополнуваат и стадата овци што веќе пристигнале од топлите краишта на нашата република, кои неколку месеци им недостасуваа на планината. Заедно сега со неа ќе другаруваат неколку месеци во летото и доцната есен, ќе исполнуваат тишината со блеење на јагнињата и со звонење на клопотарките, а овчарите ќе ги разлеваат со кавалите најубавите мелодии што ги знаат.
Оние што за прв пат дошле во планината опиени од неа, има впечаток дека сакаат одеднаш се што е убаво да го видат, да го понесат со себе. А таа планината се разгрнала како најубава девојка и им ги нуди на поглед најличните, најскриените делови од себе. Да се биде на попова шапка, а да не се посети планинарскиот дом Јелак во истоимената местност, која што е оддалечена нецел час лежерно дење, значи да не се доживее уште едно задоволство. Од тоа задоволство ние не сакавме да бидеме лишени и вториот ден на 4 јуни сите тргнавме кон Јелак. И само што ќе се помине многу фотографираниот камен фигура, ќе се појават видици во кои боровата шума има доминантно место во кадрот. Впрочем, обидете се и вие што не сте биле на Шар планина, со посредство на снимките од телевизиската камера, да бидете само неколку минути на Јелак, да уживате. И ако ви се роди желба тоа задоволство да го продолжите, не ќе ви преостане ништо друго туку една сабота или недела да бидете заедно со овие момчиња и девојки кои не пропуштаат викенд, а да не бидат во природа. Со сигурност ќе ги сретнете или овде на Јелак, или на Осоговските планини, или на Бистра, или можеби на Пелистер. Лесно и ќе ги препознаете. Весели, очеличени, со формирана желба за другарство, говорливи, неоптоварени со предрасуди од било каков вид, готови секој пат да ви помогнат и се разбира, горди како и врвовите по кои чекорат. Такви се љубителите на планината. Некаде во далечина кај што е насочена нашата камера е љуботен, тој и не се гледа. Сега по сртот оди камерата на Црн врв, сега можеби е насочена кон Кобилица. И така до Титов врв. Неодамна, поточно во пролетта на оваа година, четворица планинари, меѓу кои беше и Јован Поповски, кој што е наш соговорник, го помина овој срт на Шар планина, освојувајќи го во зимски услови. Гледано од оваа перспектива, Јоване, како изгледа сега? Разликата е голема. Пред се условите, гледате се чисто пролетни, а ние во зимски услови бевме. Нема снег, а тоа условува да самата планина има некако други димензии. Мене исто ова што го поминавме ми изгледа многу поголемо. Има многу форми, има многу облици. Тоа се покриено со снег. Гледате срт, чистина, голо, монотоно е за пешачење, монотоно за гледање. Нормално си има и своја убавина, но сепак други се тие димензии. Сите овие пространства изгледат многу помали, поблиски, котите една на друга, отколку сега, вака гледано во вакви услови. Иначе тоа планинарење со сегашно, мислам, моментално, како што планинариме во овие услови многу се разликува. Зимско планинарење е поврзано со носење на цела она опрема која што треба да ни обезбеди колкава толкава сигурност во тие услови. Доека сега гледате со една
лесна вентијага со едни гојзерици, па дури и фармерки можеме да оствариме еден многу убав излет во овие убави места, во овие убавини. Само сакам да напоменам дека турата ја поминавме во исклучиво зимски услови. Вие можеби направивте мала грешка, рековте во пролетни услови. Во зимски и тоа од 3 до 9 март оваа година. Да ни се представите. Тодоровска Лилјана се викам. Лилјана, кај сме сега? Па сега сме на падините на Шар планина пред домот, планинарскиот дом на Тетекс, Јелак. Јелак. Прв пат сте овде, нели? Прв пат сум овде, да. Ви се допаѓа? Многу, прекрасно. Многу е убаво, вистина. Зашто убаво? Да се обидеме да објасниме што гледаме, што е тоа убаво. Па природава све околу нас е многу убаво. Врвовите што се гледаат овде. Шумава, воздухот, све е убаво. Колку долго сте во планина, заправо колку долго планинарите? Па веќе 2 години, И дали, активно. и дали ќе продолжите? Се надевам. Мислам да продолжам, па. Вие од целата група која што патуваше со нас, а нас не имаше околу 80, бевте највесели. Тоа е впечатокот и мој и од моите колеги пријатели. Дали е тоа само во планината или? Не, тоа е секаде, тоа е мојот темперамент, така се. Секогаш. А дали може да се рече дека планината допринесува уште повеќе? Па може слободно за вака добро друштво. Човек се осеќа доста весел. Околината све околу него. Дали ваши колешки, дали ваши колеги кои што воопшто не се качеле во планина, не ги почувствувале, така да се рече, овие убавини, што би им препорачале? Па да планинарат. Да видат колку е убаво на планина. Препорачала што почесто да одат на планина. Дека тоа е вистина едно уживање. Има што да се види, Има што да се доживее. има што да се доживее. Тоа треба да се оди па да се доживее. Не може така да се каже. Да се по зборување да се доживее. Само да се види па да се доживее. А дали би могле да им речеме еднаш да се искачат планина, па може би тогаш ќе ги освои планината и повеќе не ќе ги препушти, не ќе ги ослободи Па од тоа своите истото. канџи. Тоа истото се случи со мене. Еднаш кога се качев и ме влечеше се повеќе планината. Па се надевам дека и со нив ќе биде така. Воодушевена сум, на секоја планина секогаш се гледа се нешто ново, се поубаво и поубаво, многу е убаво. Еден момент да ве прекинеме со работата. Што е ова што работите? Моментално откопувам растение. Тоа е дел од мојата дипломска работа. Рани пролетници на шар. Дали ги има доста? Ги има доста. Се наоѓаме тука на шара во период на јуни, почеток на јуни месец, кога не можеме да очекуваме бујна вегетација поради ниски температури. Сепак јас сум задоволен од ова што го сретнав тука. Едно поради тоа што ќе дополнам на дипломска работа, а друго што ќе се надоврзам на оние предавања што ги имам на факултет, тука практично на место да ги сретнам овие растенија. Значи, вие го соединивте корисното од планинарењето и од прибирањето на она што Секако. Јас долго време сум планинар и токму ради тоа планинарење го поврза со овие растенија и многу ми користи планирањето. Оти имам прилика со овие планинарски друштва да поминам по сите овие наши планини и да се сретнам со сите оние растенија кои не можам да ги видам на предавањата на факултетот. Во оваа планинарска книжка читам Ѓорѓиевски Ристо. Ѓорѓиевски Ристо има освоено повеќе планини, помеѓу останатото пак во неа читам Триглав 2863 метра. Ристо, што е тоа што те влече во планина? Па видете, за прв пат кога појдов јас со планинарско друштво, тоа ми беше мене како излет. Но пошто се чувствував прекрасно, видов дека нешто планината ме привлекла, почнав редовно да идам во планинарското друштво и јас мислам дека и натака ќе продолжам.
зашто ваква убавина, вакво зеленило, жубарење на поточиње, нема особа што не би го привлекло такво нешто. И Мислам дека е тоа основното што ве влече во планината. да, секако. Рековте дека ќе наставите со планината. А зашто ќе наставите? Па, Со, така да се рече, рекреативно спортување во планината. па да речеме, природата нозете ни ги создала за идење. И јас мислам дека стварно ќе продолжам. Токму Нема- затоа што природата ги има создадено нозете за одење, затоа и Токму ќе за- продолжите да. со пешачење.